Да се остане да се работи во Македонија или да се замине во странство. Граѓаните поделени околу ова прашање, но најголем дел сепак одбираат да заминат. Пред се поради ниските плати тука. Во Прилеп веќе се бараат работници кои што ќе го градат автопатот за Бехтел и Енка. Секој ден има отворен штанд во центарот на градот, каде може да се пријават заинтересираните граѓани. Некои сакаат да работат, други пак велат дека недоволно се плаќа. Отворен оглас има преку цела година и кај други странски инвеститори кои што не можат да најдат работници. Се интересираш да се вработиш во Бехтел и Енка? Да. Условите какви се, дали би се вработил? Ќе се вработам, брат, нема пари. Сиромаштија беда, дно дна. Тоа е. Какви услови се нудат? Не знам, ќе видиме да почнем да се вработам, како ќе ми кажам. Маркетинг од владата, ништо фаза, немам повеќе ништо да кажам. Дали прашавте какви се условите за вработување? Прашав, не зна и тие. Не зна. Како не знаат? Па не зна да објасна шо, дица клале. Јас не се одлучувам баш за странството. БФ веќе 5 години сум таму, веќе сум вратен овде си работам и задоволен сум. И зошто се одлучи да се вратиш? Па тука фамилијата, тука децата, жената, така тука порно ми е. Да ви кажам за цената на трудото, одеќе не е платена и затоа младите заминува. Не работа за тие пари, децата. Верувајте ми. Јас бев, ако ви кажам, 11 години на запад и знам како се плаќа трудо. Од конзорциумот Бехтел и Енка вела дека до средината на следната година ќе им требале 2000 вработени, од канцелариски работници до инженери, шофери на машини па се до работници на терен. Платата ќе зависела од работното место, но немала да биде повисока од таа која што ја даваат македонските компании. До петокот имаше само 360 апликации за работа таму. Се очекува бројот во иднина да се зголеми. We really care about making sure that our salaries align with the local market. It is not correct that we come in and pay a bit more and take from all the local companies. We're here to work with local companies and we need a sustainable solution that those local companies can work with us and will continue to work long after the motorway is finished. Од АВРМ планираат преку разни мерки и државна помош од 2 милиарди денари во наредниот период да се вработат околу 15.000 лица, но апелираат да не се испуштаат ваквите шанси за вработување. Ова е одлична можност за сите тие долгорочни невработени лица кои чекат за вработување да имат конкретна работна позиција, бидејќи проектот ќе се реализира во рокот 5 години. Сепак, без големување на платите, како македонските, така и странските компании кај нас, се повеќе ќе се соочуваат со недостиг на кадар од сите профили, или пак излезот ќе го бараат во увоз на работна рака.